Вистината зборува во нас без гласни зборови. Слугата. Говори, Господи, слуша Твојот слуга. Јас сум Твојот слуга. Просветли ме и ќе ги разберам Твоите откровенија. Приклони го моето срце кон Твоите откровенија. Нека паднат како блага роса на него. Народот израелски некогаш му говореше на Мојсей. Говори ни ти и ќе те слушаме, а нека не ни зборува Господ, да не изумреме. Мојата молитва не е таква, Господи, напротив, јас топло и со понизна молба те молам, како пророкот Самуил, говорејќи: Говори, Господи, еве, слуша Твојот слуга. Нека не ми говори ниту Мојсей, ниту кој било друг пророк, туку говори ми Ти, Господе Боже мој, Ти, кој си светлост на сите пророци и дух кој ги инспирираше. Ти можеш сам, без нив, да ја поучиш мојата душа со својата вистина. А без Тебе, тие ништо не би можеле да направат. Тие можат да изговараат зборови, но не можат да им дадат дух. Нивниот говор е прекрасен, но ако ти замолчиш, нема да го згреат срцето. Тие го поучуваат писмото, но ти ја откриваш смислата. Тие ја објаснуваат тајната, но ти го кршиш печатот кој ја сокрива. Тие ги објавуваат твоите заповеди, но ти помагаш тие да се извршуваат. Тие го покажуваат патот, но ти даваш сила да се оди по него. Тие действуваат само однадвор, но ти ги расветлуваш и ги поучуваш срцата. Тие залеваат, но ти даваш плодност. Нивните зборови звонат во ушите, но ти ни даваш разбирање за она што го слушаме. Затоа, нека не ми зборува Мојсей, туку ти, Господи Боже мој, вечна вистино, говори ми, зашто се плашам да умрам и да останам без плод, ако сум информиран само однадвор, ако не сум побожен во душата. Зашто се плашам да ја најдам својата осуда во Твојот збор, ако го слушнам, а не го извршам. Ако го спознам, а не го возљубам. Ако му поверувам, а не го одржувам. Говори, Господи, говори, слуша Твојот слуга, зашто Ти ги имаш зборовите на вечниот живот. Говори ми за барем малку да ја утешиш мојата душа и да ме научиш на подобрување на мојот живот. Говори ми во пофалба, во слава, во вечната чест на Твоето име.